темата, на която ќе размислуваме ова предпладне веќе, пладне, как ќе доведе, е која е твоята листа на изговори или оправдување, што векаме ние. И тука е текст од апостол Павле кој што го запиша во Коринтијаните, вика, но не дека вика сме способни да помислиме нешто, да помислиме, не да направиме нешто. Како од себе, напротив вика, нашата способност доаѓа од Бог. 2 Коринтијаните 3:5. Сите сме махери, значи, за да најдеме некој изговор за било што. Штом ќе дојде некоја зорна ситуација, некоја стресна ситуација, нешто кога не знаеме што да направиме, изговорот е на прво место. Одма, значи, имаме арсенал, една листа на изговори, ама баш буквално за се. Нека. Ние од Сабајле го истрачаваме маратоно и сега се викаме, па сега ни е вториот дел на другиот маратон, да издржиме и проповед. Изговори. Јас тука на бразинка ќе нафрлам неколку изговори кои што често пати ги слушаме или ние ги си ги кажуваме, немам време. Дури ова е стварно чудно кога кажеме не. Кога кажеме немам време, во Македонија доскоро беше, како се сеќавате што беше до Македонија? И има време. Нели? Ние не се сеќираме за ништо. Има време, не се сеќира, има време. Веќе и кај нас, нели? Нема време. Ама тоа не дека нема време, време има, само што тоа е изговор, за да не го направиме тоа што треба да направиме. А сите, буквално од маленко до големо, на телефоните трошиме сите многу време. Ако го треба да направиме нешто друго, викаме дека нема време. Ево, ако имате дома тинејџери, прашајте ги нив, или мислам дека има некои апликации кои што го мери времето, колку си на интернет, ќе ви се слоши. А вие вас никој не ме контролира, само вие децата. И често пати вика, ама јас немам микрофон, немам апарат, немам камера, иначе ќе правев подкасти, ќе правев на YouTube, ќе правев емисии, што знам таму. Ама ми фали нешто, ја немам век потребната алатка. Или посебно за машки, женски, посебно за машките, а вика, јас сакам да се женам, ама стан, нема куќа, нема кола, не сум заработен, факултетот ми е баш пред крај да дипломирам и изговори колку сакаш. Се уште вика планирам да го направам тоа или оноа, а плановите никако не да завршат. Следното изговор вика работата е во тек, значи тоа предложение на она јас планирам да го правам тоа или оноа и работата е во тек, ама ништо не се случува. Само изговори се наоѓаме дека нешто се наводно прави. Друг ќе рече, ама мојот вика живот е толку комплициран во моментот. Па чиј живот не е бил комплициран и нема да биде комплициран не во моментот и утре ако бидеме живи и здрави. Или кога ќе речеме, ама има вика толку други итни нешта, што ова што треба сега да го правам не е приоритет. Ми секој пат ќе имаме, тоа се вика тиранијата на итното. Секој пат е нешто поитно од другото, а уствари ни тоа што е итното ни не го правиме уствари. Да викаме или ќе кажем, па тоа не е моја работичка. Па јас тоа треба да го правам. Ни таму во зградата, јас сум претседател, благајник, управител на зградата. Што ли не сум во зградата и така натаму. Има луѓе од зградата, сигурно кај вас исто. Поминуваат покрај ѓубрето, некој ливче нешто така. Ама си вика, па ние плаќаме чистачка, па на крај крајава, па не, тоа е моја работа, јас да го земам ливчето и сите ќе го прескокнеме тоа ливче, што е по скалите, бидејќи имаме чистачка или чистач. Тоа не е моја работа. Или па ќе речеме, па премногу е ризично за да правам нешто. Па нели е ризик тука баш во Скопје сега баш ми текна за вашите автобуси кои што час ги имате, час ги немате. Нели е ризик Сабајле да чекаш автобус за да стигнеш некаде во некое место, да речеме во 8 си некаде на работа си некаде? Нели е ризик дека ќе закаснеш? Па ризик е. Ама сепак го чекаш автобус. Па дури како на К15 вика кога го фарба автобусот, па баш сега ли го фарбат и така натаму. Но ризик е, значи вие го чекате автобусот со ризик дека се надева дека стигнете, ама можеби нема на време. Мрзливите ќе кажат, мене ми е добро така како што е. Тоа ти е нешто оправдание, изговор да не правиш ништо. Или па други ќе кажат, ама мојата идеја па баш и не е многу оригинална. Има толку многу оригинални идеи, мојата не е оригинална.
Ама що значи да е оригинална идеята? Ево ќе ви кажам, во Струмица има едно Coffee to go. Едно само има. Не, нема едно, има много. Значи во Струмица Coffee to go има много. А за тие другите нешто кажеш, луѓето ги трошат парите, нема да кажам ни шо се. Па тие некнуват како печурки. Шо оригинална идеја? Coffee to go на секој ќе има. Значи никој ништо само, друго е името на Coffee to go, па исто и со твоите идеја, не може да биде најоригиналната, па модифицира ја малку и ќе видиш што ти ќе успееш. Ама ти не знаеш, вика другар ми вика има пробано колку пати, вика шанси нема за успех. Ме вие ако на тој начин размислувате, оди на Google, напиши не знам шо. Успех или неуспех, повеќе неуспех. Тоа ви е изговор што стар да кажете џаба, не сум прв што има пробано, што ќе пробам кога ево и Никола го има пробано, исто кај него нема успеено ништо. И толку. Значи изговори колку сакате. Имате ли вие изговори? Може да ми кажете некој од вас, чисто пенкало си запишем и се снима така да немам потреба. Ќе ми кажете некој ваш изговор? Не ќе ми да слушам, озбилно ви викам. Јас ги имам премногу, значи имам толку многу изговори, јас самиот за себе си, значи мојата листа, не тие што ви ги спомнав сега неколку десетина колку што беа. Еден куп изговори, ама секој ден. Од станување до легнување, ако се водите некој пат, ево, домашно ќе ви дам. Јас често пат давам домашно. Напрете се на лист, едно пенкалци на телефонот, како и да запишете си колку изговори имате од сабајле до вечер. И ќе видите, ќе кажете, јас правам ли нешто, или само се изговарам, се оправдам, не бива и така натаму. Сите ние имаме, за жал, еден куп изговори. И сега, кога ќе дојдеме до Библијата, до Божиот збор, таму сигурно, кога ќе отворите Библијата, изговори во Библијата, сигурно дека нема. Кој се изговара во Библијата да каже, јас и така натаму. Во Библијата ви имате запишани мали милион случаи кога Бог ќе каже нешто. Луѓето одма рипат и викат, тоа Господа едва го чекав, како ако се сеќавате на Исаија кој е во храмот, кога има визија и кога Бог вика Јахве, кој те пратам? Исаја вика, мене ме прати, значи тоа е еден од многуте во Библијата кои што едва чекат Господ или Јахве или Господ Исус, како сака да кажете, може да кажете во Стариот или во Новиот Завет, ги повикува луѓето и тие едва чекат. Така ли е? Не, значи во Библијата вие имате еден куп луѓе кои што како едва да чекат кога Господ ќе им каже нешто, ама Господе ти знаеш ли и така натаму. Господ не знае. Божиот народ, ево неколку души ќе разгледаме. Божиот народ, Израел, е повеќе од 400 години во Египет во робство. 400 години. И во Излез стои запишано вика вака. И еве, сега викот на израелските синови стигна до мене, не ќе каже Јахве или Бог. И јас го видов гневот со кој ги мачат египјаните. Значи Бог гледа, тешка ситуацијата. Значи викот вика на тие луѓе дојде вика до мене и значи Јахве е спремен да преземе некоја акција. И Јахве не го повикува Мојсей да оди кај фараонот и да ја пренесе Божјата порака. И Мојсей што вика? А Господе, па 40 години овци чувам, кози, што ли биде таму? 40 години ги чувам. Едва чека, едва чека да ме викнеш. Така ли беше? Не. О, Господи, ќе каже Мојсей во 4 глава. Те молам, не сум доброречив човек, ни порано сум бил, ниту вчера, ни завчера, па ни сега. Или јас ќе додадам од мене, ни утре. Не очекувате од мене кој знае шо. Ни утре. Откако проговори ти со слугата твој, тешко зборувам и тепкам. Излез 4.10. И сега кога читате на Библијата, ќе кажете по ова се две-три реченици кај што Бог му се објавува, го повикува на Мојсе. Мојсе одговара нешто во мене, нема било, јас не сум баш речит и така натаму. Се викате ова е накратко. Цели 3 глави е дискусијата напред-назад. Овој Бог му вика дебе, овој вика небе и цело време напред-назад е ситуацијата. Значи, тие две реченици се цели 3 глави. И на крај, дури ќе заврше, овој Мојсей кој ќе каже, мој сега. Не сме синхронизирани со таквото со...
кој ќе каже Мојсе, прати друг. Значи, не веќе нема бива, веќе прати друг. Колку пати и ние, нели како Божи деца, го користиме истиот изговор на Мојсей. Мене не ме бива за говор. Мене не ме бива за говор. За јавен настап, како сега што сум јас тука, мене не ме бива. И факт е, але секој не от тие кузнали сега што тука да речеме, не, ама сепак кога те гледа толку очи и може некој да сецне да не биде и така натаму. Ама изговорот дека мене не ме бива за говор не важи за секаде. За секаде не важи. И ево ви го одговорот кој што Јахве му го дал на Господ. А Господ рече, сигурно веќе изнервиран. Кој му дал уста на човекот? Кој го прави нем или глув да гледа или да е слеп? За не сум тоа јас Господ, па сега оди и јас ќе ти ја отворам устата и ќе те научам што да зборуваш. Излез 4:11 и 12. И Мојсе одма вика, печиме тоа, јас не сум ги знаел, одам. Тука доаѓа она, што ви го спомнав пред малку, прати некој друг. Мене нема праќа, мене нема бива. И така. Не знам ние како новозаветни христијани, дали го имаме тој луксус, да го наречеме луксус, со кој што Мојсей разговара со Јахве. Сега се убедуват, овој му вика води, овој вика нема бива и така натаму. Ние во Новиот Завет читаме во Матеј 28:19, кога Господ заповеда: одете и научите ги сите народи. Тука нема дискусија, ќе те биде или нема те биде. Тука тоа е заповед од Господ. Одете, значи оди, за мене за тебе, и научите ги сите народи. Три точки понатаму. Да сме најасно, нема кој друг, освен ти, за тие што се околу тебе, да го слушнат Евангелието. Ти си тој или таа, кој што да тие околу тебе, треба да им го пренесе Евангелието. Дали тоа ќе го направиш ти, дали ќе го направам јас, за тие што се околу мене, ти си знаеш и јас си знам. Ама, одговорноста, еден ден, тоа е библиски, Бог ќе ја бара од тебе и од мене. Ако не сум го направил тоа што треба. Пораката на кој што Јахве ја праќа до фараонот е пренесена, отоако Мојсей, кој ќе каже, прати друг, Бог му вика, добро, ја го брати, Арон, тој ќе биде на место тебе. Се друга историја. Што е понатаму? Од во Египет, устата е Арон, трактати кој дели? Мојсей со стапот. Он прави некој чудата, чукни таму, дигни таму и така натаму. Значи, земи си другарче со тебе. Ако веќе стварно не те бива за говор, закри си другарче. Ти давај трактати, тој нека сведочи. И тоа бива, не. Ама луѓето што беа ослободени од робство. Луѓето кои што околу тебе, ако ти им кажеш, ќе бидат ослободени од гревот. Одговорноста е твоја. Се уште сме во Новиот Завет, израелците сега се веќе под една силна репресија на мидијанците или на мидијаните. Тие доаѓаат секој ден што се вика, како скакулци, значи штом ќе дојдат, ништо нема. Значи на израелците им взимат се. Се што тие уствари не успеват да скријат. Од друга страна, израелците се кријат како глувци по дупки. Би станало ли сега јасно за кој е следниот изговорџија? Медијанците взимат се и баш Библијата ги опишува како скакулци, значи штом ќе дојде вика ништо нема. Има на српска вика сви јунаци ником поникоше и у црну земју погледаше. Тоа не да ќе умрат, туку тоа е јунаците сите ќе станат, ама сите си гледат лево десно и никој ништо не прави. И тоа е уствари во превод значи кукавици или плашливци. Такви беа за жал нашиот следен изговорџија Гидеон. Помеѓу сите тие нејунаци го гледаме и Гидеон и тој е скриен таму некаде во некоја си дупка
И шо прави? Врши. Чукане жице таму, го двоева со плевата и така натаму. И Јахве, праќа гласник, му праќа ангел, кој ќе му пренесе вика на чудна порака дека тој, Гидеон, ќе биде ослободителот на израелците. И сега слушнете таа порака. Во Судии 6, 12 до 14. Со тебе е Господ, мажу силен. Гидеон одговори: Господаре мој, ако е Господ со нас, зошто не снајде сите оваа мака? И каде се сите негови чудеса, за кои ни раскажува нашите татковци велејки? Господ не изведе од Египет. Сега Господ не остави и не предаде во раците на мидијаните. Тогаш Господ го погледна и рече, тоест ангелот преку Господ. Господ преку ангелот: Оди со таа своја сила и спаси го Израел од раката на мидијаните. И јас те испраќам. Сега да беше Гидеон во наше време, јас сум убеден дека ќе се завртеше лево десно и ќе викаше некоја скриена камера, таа тука, сега овие ме зафракават, ќе сега ќе прават како се вика пранк, пренк или пранк. Сега вика некоја скриена камера, мене, значи јас што вика, јас сум вика најмал, најслаб од најникаквото племе и сега тука некој мене ќе ме зафракава. Ова нема шанс. Гидеон му одговори: Господи, како вика, јас ќе го спасам Израел, ете, и племето ми е најбедно во коленото Манасиево, и јас сум најмал во домот на мојот татко. Судии 6.15. Нема шанси. Јас сум преслаб. Наликуваме ли често пати на Гидеон, кој што викаме не ме бива, не сум образован, од семејството кај што потекнувам, не е кој некој видно, ни комшиите ме ценат, мене не ме бива. Ја знаете ли песната Црна се чума зададе? Кој ги рецитира првите две строфи? Кој ги знае? Там долу в Демир Капија, кој ќе се јунак ќе избере, чумата да ја изгони од жална Македонија. Сега, имало ли јунаци од тогашно време? Избрал ми се изнашол Млад Делчев, војвода. Како што Македонија, браќи и сестри, од секој пат, ако сак целата песна, на крај како што Македонија од секој пат имала јунаци. Значи Македонија никој пат не е била без јунаци, иако моментално не се гледат искрено, ама се надеваме дека ги има. Така и македонците кои што се Христови следбеници, како вистински јунаци од Господ или во Господ, се повикани да донесат ослободување по секој поглед на својот народ. Значи, тоа што сме тука, не сме случајно. Господ Исус во Лука 4:17 до 19 ќе рече следното: Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза. Ме прати да им соопштам радосна вест на бедните. Ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување. Да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова. Може да кажете, тоа се зборови за Исус, па дури во Исаја тоа е предскажено за него. Па чекај сега, ти и јас го имаме ли тој истиот дух Божи во нас? Ако некој наново роден, тој мора да го има Божиот дух во или врз себе. Ако духот Божи во тебе, тоа што чекаш? Исто важи за мене. Што чекам? Треба да почнеме што? Да го ослободуваме нашиот народ. Не од турско робство, туку од робство кој што е далеко потешко. Тоа е робството во кое што луѓето секој ден заробени, тоа е духовното робство, тоа е робството на гревот, на сатаната. Кој ќе ги ослободи овие луѓе? Гидеон со 300 души го ослободи тогаш Израел. Ние не сме ни 300, ние сме помалку од 300. А на тоа што значи? Дека ние ќе одиме со своја сила? Не, ние ќе одиме со неговата сила.
от ако я читате на случката со Гидеон, не беа тие 300 на почеток. Колко бе? 30 ледарки, мислам дека беа. Тука некаде беа. Бог вика, многу се. Нели, ајде напрете го тоа, и тие се викат многу, и тие се многу, и тие се многу. Накрај вика, тие 300-та, тие се доста. Ние сме и помалку од 300, но тоа не значи дека не треба да тргнеме и да ги ослободуваме луѓето кои што се заробени. А заробеници, значи, од гревот и од сатаната, секој ден имаме се повеќе и повеќе. Авраам е на своји 75 години, кога Јахве за прв пат ќе му вети дека ќе има потомство. Тоа е во Битие или во прва книга Мојсеја, 15 глава. И тој некако, не кога читаме, се викаме, толку е лесно, 75 години се ша, Бог ти вика ќе имаш потомство, а ти немаш ништо уствари. И лесно е, и Авраам некако, барам тоа нека моје размислување, тој некако со некоја си вера, го прифаќа тоа ветување дека Бог ќе му даде, потомство. Па се вика, па не сум толку и стар. 75 и така натаму. Ама од тој настан, од таа 75-ка, ќе поминат уште цели 25. И веќе тој 100-ка. А ветувањето се уште никаде го нема. И ако тогаш не беше, ајде да речеме, млад, сега веќе не толку баш и не е млад. И во 17 глава вика Јахве пак му се објавува на овој на Авраам и ќе му рече: Јас ќе ја благословам и ќе ти дам син од неја, за Сара. Ќе ја благословам и народи ќе потекнуваат од неја, и цареви на народи ќе излезат од неја. Сега слушате на го Авраам. Тогаш падна Авраам ничком и се насмеа. Значи не се смееше само Сара, се смееше и Авраам. Велејќи во себе, како може човек од 100 години да му се роди син? Заедно Сара на 90 години ќе роди. Прво беше 75, па некако му се фаќаше на вера што Бог му кажуваше, ама веќе на 100, веќе јас сум престар. Престар сум за да имам дете. Ама после годинка или после 9 месеци, еве го Исак. Значи не бил престар. Еден од изговорите кои што често пати се слушат по црквите, барем кај нас, а вика, јас сум веќе стар или стара, иако на 5-6 години не тоа стар или стара, па вика, нека, ние што беше во наше време, колку ли беше, што ли било, не знам, еве сега вика, младите, вика, нека продолжат од тука пак на таму, нека прават. И тоа е изговор кој што не за жал често пати се слуша. Вика, ние сме престари. Или јас сум престар или престара. Па не знам. Кога треба да се служи во црквата, треба да служат само младите или треба да служат сите? Што е црквата? Тоа е жив организам, од луѓе, верни, деца. Ако се преброиме сега, деца мислам дека има повеќе отколку возрастни. Или тука некаде ги дојдете, пата. Ние кај нас, за жал, у Струмица моментално има малко дечишка. Требаш да имаме повеќе деца, ама тие кои што има деца се одселуват, и кој во Скопје, кој во Германија. Ама можеби ќе се врнат. Можеби ќе се врнат еден ден. Но како и да се врнеме ние на црквата? Црквата е жив организам, каде што секој треба да служи без разлика на возраст. Без разлика на возраст. Секој треба да му служи на Господ и да се служиме едни на други. На тој начин функционира телото Христово. Така да годините не треба да бидат пречка, а уште помалку пак изговор да му служиш на Господ. Нема престар во служењето. До кога се служи, знаете ли? До пензија ли? Нема пензија. Мислам, може би има пензија, ама службата си продолжува и во пензија, а не се плаќа. Тоа е уште потешко. Тоа е уште потешко. Ама не бива, имам пробувано ово и ово, не бива. Изговори од тие претходните изговори кои што беа. Па нештата кои што ние пробуваме да ги направиме со Божја сила, често пати изгледа дека се невозможни. Па и се невозможни, ако беа возможни, сите ќе го правеа тоа, сите ќе беа христијани. Ама некој изгледа дека е невозможно. Ама и во тие
невъзможни ситуации, кой я прави можност? Бог я прави можността. Не дека што беше стих од оно што апостол Павле ќе го каже. Баш да го видам тука. Момент, ще извинете, малко. Не вика дека ние сме способни да помислиме, не да направиме нешто како од себе. Напротив, нашата способност доаѓа од Бог, така да не е до младоста или до староста, туку е до спремноста да му се служи на Господ. И колку и да е невозможна ситуацијата во која што си мислиш дека ова нема да биде ништо, заради возраста, не е така. Тоа го мислеше и овој Авраам, но не беше така. За Бог беше се возможно. Заборави на себе, заборави на твоите способности или неспособности и препушти му се на Господ. Препушти му се на Господ, бидејќи Господ е што? Експерт за невозможни ситуации или нешто. Се може да направи, ама буквално се. Па ако можел, и јас менам да му направи христијани, негово дете, ако можел тебе, ако можел сите тие чудба што ги слушаме и во Библијата, што се запишени и ги слушаме околу нас, кој го прави тоа? Луѓето ли го прави? Не го прават луѓето, тоа Бог го прави. Бог е експерт за тие невозможни ситуации. Кога Јахве пак сме у Стариот Завет, ќе го повика Еремија за пророчка или за навестувачка служба, нашиот јунак, како пушка ќе каже: еве ме Господи, одам, само ми кажи што и како. Вика: о Господи Боже, Еремија, не умеам да говорам, зашто уште сум млад, или поточно некој превод да викат дете сум. И сега се предпоставува дека Еремија тука некаде помеѓу 17 и 20, нели? Пак е млад. И кога Бог го повикува. Случката со Еремија, нели, кога викаме млад сум или дете сум, е една случка во која што кога Бог повикува, или пак се враќаме на Авраам. Бог тоа, значи кога Бог те повикува за нешто, тоа не зависи од твојата возраст, да си престар, премлад или шо ли знам шо. Не. Кога Бог повикува, тој повикува со цел. Кога Бог го повикува на Авраам, Бог го повикува со цел. Кога Бог го повикува Еремија, Бог го повикува со цел. Кога Бог те повикува тебе за служба, Бог те повикува со цел. Значи не е на памет. Ајде, так, ајде. Не, значи Бог повикува со цел. И покрај тоа што да речеме Еремија е несигурен, нели, заради возраста, нели, вика премлад сум, млад сум, нели, не е бива. Еремија ќе покаже една непоколеблива вера и доверба во Божиот план, давајќи им пример на следните генерации, на верниците, како треба да се слуша Бог со едно решително срце. И ако вика, нели, млад сум, дете сум и така натаму, тој не е како, ајде да речеме, ако одиме на Мојсе, нели, кој што обтегат на 3 глави. Тука, нели, дискусијата е малку по-кратка. Но тој е спремен, иако себе се смета дека е некомпетентен, дека е премлад и така натаму, но тој сепак се препушта на Божиот повик со едно решително срце. Случајот со Еремија би требало да биде едно охрабрување да размислиме и за нашите животи. И да размислиме како ние, значи јас и ти, реагираме на тој Божи повик. Тоа треба да биде едно, нешто на српски било, не знам што е, тоа треба да биде едно подсетување дека Божите планови не секој пат, можеби никој пат, се усогласувани со нашите планови. Ние си имаме едни планови, Бог има некои други планови. Ние имаме едни очекување, Бог има други очекувања. Оно што е до нас, треба да бидеме што? Спремни да кажеме: да, Господи, спремен сум да ти служам. На Господ Исус и денес му требаат пророци. Кога ќе кажем пророци, пророк во Стариот Завет, значи смислото на тој збор е дека тој е човек кој што го навестува Божиот збор. Нели, кој кажеме пророк во денешна нашите мисли е некој кој што не бае гата и така натаму. Ако Господ
во моментот ти зборува и те повикува на пророчка служба да го навестуваш Божјиот збор, што ќе му кажеш? Нема, стара се. Естира од друга страна е млада девојка, ова е последното. Естира е млада девојка, еврејка, која по Божја провидност ќе стане царица на Персија. Или некако бајка. Таа е изберена, таа си го ужива, животот е млада е, царица е. Се до онен момент кога ќе треба да донесе една многу важна одлука. Ќе треба да се соочи со реалноста на животот, значи не е се бајка, се убавле, се ружи цветот и така натаму. И кога ќе биде свесна за фактот дека не случајно таа е таму каде што е. Или со други зборови, таа е таму со точно определена цел, која само таа треба и мора да ја направи, никој друг. Но дали е спремна Естира за незината животна задача? Ево ви што вика Естира. Естира, 4 глава, 7 до 8 стих. Мардохеј, братучедот на Естира, му раскаже на слугата за се што се беше случило со него и за определеното количество сребро што Аман го беше ветил да го одмери во царската ризница за да бидат истребени јудејците и му врачи препис од повелбата, објавена во Суза, за истребувањето нивно, за да ја покаже на Естира, таа да дознае за се и при тоа и порача да оди кај царот и да му се моли за својот народ. Тоа требаше да го направи Естира. Тешко ли беше? Ич. Но тоа беше знак за опасност од прва категорија. И што е која се на зорт? Правдание. Сите слуги кај царот ќе каже Естира и народот во царските области знаат дека секој било тоа маж или жена што ќе влезе кај царот од внатрешниот двор, а да не е повикан, го очекува една пресуда – смрт. Само оној кон кого царот ќе го пружи, вика, својот златен жезел, останува жив. А јас вика, не сум повикана кај царот, еве веќе 30 дена. Естира, 4 глава, стих 11. Со што го оправдува Естира своето неодење кај царот? Веќе не е повикан. Не сум повикана. Иначе би. Што е со целата еврејска популација во Персија? Тие секој ќе биете убиени, повикани или не повикани. Замислете ги сега денешните мисионери, луѓе кои што се спремни да одат по опасни места, помеѓу домородци, кои што може би јадат луѓе, а да прво си прават калкулации, па ќе ме јадат, ќе ме печат, ќе ме варат, ќе ме боскат, што ќе ми прават. Па никој пат ќе немало спасени, ајде да ги наречеме домородни индијански племења. Никој пат. Не е будела тој што го дава она што не може да го задржи, за да го добие она што не може да го изгуби. Тие се зборови кажени од Джим Елиот. Името познато ли? Операција Аука. Ние од МЕТ имаме една мисиски приказни, таа една лекција имаме, мислам дека само една лекција, Операција Аука. 2 јануари 1956 година. Джим Елиот има 29 години и заедно со своите 4 пријатели се качуваат во некое мало авионче и летат, вика, на џунглата во Еквадор. Некако на него му е јасно дека Бог, вика, му ставил на срце да оди кај индијанците Аука и таму да им го проповеда Евангелието. Знаат дека, значи тој е свесен и другарите негови 5 души се, тие се свесни дека Аука индијанците се дивото племе во таа ерија таму. Штом непријателска нога, било каква, бел, црн, жолт, не е битно кој е. Штом е, значи, непријател, тие, значи, со него ни разговарат, ни преговарат. Одма, го убиваат. Но тие, убедени дека, Бог, значи, Исус ги повикува да одат на Аука, индијанци, да им го кажат Евангелието. Така, значи, тие стигнуват на нивна територија, тук се 4 дена, но после 4 дена биват убиени. И минјате нивни, сега ќе ви кажем чисто некој пат, ако одете на интернет. Значи, Джим Елиот, Ед Микали, Роджер Юдердайн, Нейт Сент и Пит Флеминг. Тоа се 5 души кои што биле спремни да умрат за Исус. Свесни дека ќе умрат, значи не е било тоа, ај може би ќе преживееме, нели?
Ще знаат дека таму може би ќе заврши со смрт. Но немојте да мислите дека операцијата Аука тука завршува. После 2 години, сопругата на Джим Елиот и неговата керка и Рейчел Сент, сестрата на Нейт, тие ќе се преселат кај Аука индијанците. Значи, повторно во мисија, тие ги евангелизираат тие индијанци и голем дел од племето го прифаќаат Исус за свој спасител. И така, како беше таму вика запишено, вика денеска вика таму има и други мисионери, помеѓу кои вика и синот вика на Нейт Сент до денешно време. Сега тоа дали е нова или постара информација, не знам, ама ево ојте, напишете операција Аука и ќе видите Джим Елиот, ќе видите што се случува. Што се луѓе спремни да го дадат својот живот без оправдание, без изговори. Ама Боже, ќе не убиет. Па сега, што и да е? Не знам дали се сеќава Никола кога бееме во Облешево. Тој стариот што беше со мотиката. Беше опасно да се разбереме. Јас не знам во Македонија дали некој е бил некој пат тепан или убиен заради верата. Ама ние бееме близко овој ден на теп. И беше стварно опасно. Закан имаше од него, пак ја го собираше селото во Облешево тамо. Ние бееме во парко, беше некако имаш како детски настан, па имаше пак един куп деца имаше и бееме скоро да бидеме нападнати. Ама ево, живи сме, здрави сме и така натаму. Ама не значи дека секој пат ја има таа среќа. Некој пат можеби нема да има таа среќа. Може би стварно ќе бидеме натепани, па дури и убиени. Ама шо е? Ќе имаме изговор да не одиме таму, ти е опасно. Гледајте ја Естира. Таа прво имаше изговори, но шо ќе каже после Естира? Кажете му на Мардохе, дека јас со моите слугинки ќе се молам 3 дена, ќе постам 3 дена, нека сиот вика еврејски народ, нека пости, нека се моли 3 дена и после вика ќе одам кај царот. Па сега ја ќе ме убијат, ја не. Што сака нека биде? Значи, и речено, сторено, оди кај царот, царот ќе прифаќа, законот да го знаете, да се брише тој закон, се преиначува и се тие кои што беа уствари непријателите на израелците, тие биват убиени наместо самите израелци. Ама некој требаше, да оди кај царот. Некој требаше, како овие млади дечки, да одат кај овие Аука индијанците. По цена, по ризик на своите животи. Што ќе направиме ние, тие и јас? Луѓето околу тебе и околу мене, заради своите греови, еден ден, за жал, ќе треба да завршат во пеколо. Кој ќе им каже за Исус? Ама многу е опасно. Ако е тука во Македонија опасно да се биде христијанин, што останува за некои си муслимански земји? Ако ние тук се плашиме, ти и јас да отидеме да кажеме едно зборче на некој да му дадеме трактат, кај што никој ништо не ни праси. А сега да пукне некој на вратата дојде. И да не фате како се собираме тука. И да е забрането со закон, да предпоставиме дека е забрането со закон, а ние сме тука са. Ќе се откажеме ли од Исус? Не знаете кој пример, дали се вистински или не ви спомнувам, како некој влезло в пушка, по кој е христијанин, кој не е и така натаму. Колко е тоа стварно или не стварно, не знам. Но колку сме спремни да ризикуваме се заради Исус и заради тие кои што не го знаат Исус. Естира на крај беше спремна. Ако умрам, умрам. Како список на изговори, како Мојси, не знам, преслаб сум на говор, како Гидео, сила во мене нема, како Авраам, премногу сум стар, како Еремија, премлад сум, како Естира, многу е опасно, не може да ме утепат. Не, сепак, Бог ќе ги искористи и тие луѓе. Што е живо чуден, Бог и нас не користи, толку многу имаме оправдание и изговори, за да не го направиме тоа што Бог очекува од тебе и од мене. И пак ќе ни искористи Господ. За Негова слава и за спасение на тие кои што имат потреба. И зборовите на апостол Павле, пак ќе ги кажем шеначе за крај. Но вика не дека сме способни да помислиме, тоа века тој збор искрено од кога го читам овој текст, не вика да направиме, пак за тоа ви го потенцирам, што како прв пат да го читам тој збор ми излева да помислиме, нешто му е запишано да помислиме, а не па да направиме нешто како од себе. Напротив вика, нашата способност доаѓа од Бог. Значи треба да од сега па натаму
да дадеме честен, вие кои сте били пионери, повечето от вас сте били пионери, да дадеме честен пионерски сбор на Господ, дека от сега натаму няма да даваме никакви изговори за нищо. Кога Господ ќе каже, оди, твоето име си го стави, направи го това, твоето име си го стави, без изговори. Без. Не да ги издржиме, да няма, да знаете дека пак и со нашите изговори, како и тие што беа нашите юнаци од Библијата, и со нивните изговори, Бог сепак си го направи тоа што го беше наумел. За Божја слава, а за ослободување и за спасение на тие кои што имат потреба. И не мислам нека Бог не благословува и нека не оспособува за нештата со кои што ќе треба да се соочиме во нашите христијански животи или со нашето одење со Господ. Дека е лесно, нема да е лесно, дека е тешко, сигурно дека е тешко, дека од нас ќе се бара да правиме некои нешта, сигурно дека се бара. Ама треба да бидеме спремни. Со Божја сила се е можно. Се. Господ нека го благослови.